Од денеска во основните и средните училишта, каде треба да се спроведе екстерното тестирање, се објавени имињата на ученици со денот кога ќе полагаат. Ќе полагаат ученици од основните и средните училишта. Во основното училиште Марина Попиванова во Кочани веќе се објавени списоците и се достапни за учениците. Се објавени распоредите без наставни предмети за екстерното проверување кое следи. Објавени се на огласната табла, ние искористивме и Facebook страната за да известувањето на родителите и учениците биде на повисоко ниво. Во моментот ги одредуваме тестаторите и нивните помошници согласно правилникот за екстерно проверување на учениците. Учениците се информираат, оделенските раководители исто ќе земат една важна улога во електронското екстерно тестирање, каде што учениците еден по еден ќе ги потсетат и ќе им ги пренесат датумите кога полагаат. А разликата од минатата година, мора да спомнеме дека организацијата во врска со екстерното проверување од страна на Државниот испитен центар и Министерството за образование и наука е на многу повисоко ниво, многу поорганизирано, односно видливо е дека се искористени искуствата од минатата година, каде што ние сите како директорот по дефолт е председател на училишната комисија, ги дадовме забелешките и сите тие забелешки видливо дека се анулирани. Сакам да им посакам на учениците да го искористам овој момент, успех на екстерното проверување, да го едноставно Министерството им овозможи прашањата да ги имаат на увид, им овозможи на време да го имаат распоредот, така да останува само мирно, без брзање да го решат тестот и да се ја потврдат оценката која има добиено во оделенската книга. 3 дена пред тестирањето учениците ќе бидат информирани кои 2 предмети ќе ги полагаат. Веб страната на која ќе можат учениците повеќе да се информираат и е достапна за секој е прашање externo.dic.edu.mk. Државното тестирање ќе се спроведе од 2 до 10 јуни во сите основни и средни училишта во државата.